Мој гостин во студиото е Тони Тоневски, градоначалник на општина Пробиштип. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Господине Тоневски, Пробиштип е еден од градовите во Македонија кој што располага со повеќе капацитети за пливање, па ајде првото прашање нека биде колку базените придонесуваат за квалитетот на животот во градот. Така е, Пробиштип, мислам дека многу малку луѓе знаат дека еден од градовите кои што има најголема традиција во државата во делот на пливањето. Ќе ви кажам како еден податок, првиот надпревар што го има одиграно пливачко ватерполо клубот Рудар од Пробиштип е во далечната 1968 година. За жал, сега нема пливачки клуб, бидејќи нашиот базен кој што беше со олимписки димензии изграден во 1957 година веќе не работи. Меѓутоа имаме затворен базен во школото, во основно училиште Никола Карев. За тоа ќе зборуваме малку подоцна, би сакала сега прво да го споменеме аквапаркот, кој што стана препознатлива летна атракција за Пробиштип. Колкав е интересот кај граѓаните, но и посетителите од другите градови да дојдат и да го посетат токму аквапаркот и градот Пробиштип? Аквапаркот стана еден символ на градот Пробиштип. Сите Пробиштип го препознаваат по аквапаркот. Се работи за првиот аквапарк во Македонија, кој што работи, се надевам и уште многу години успешно ќе работи. Тој придонесува многу за да ги привлече гостите кои што се од Македонија, меѓутоа од другите градови да дојдат во викендите на прекрасните забави кои што ги организира самиот аквапарк. Се надевам дека и ова лето ќе има убава понуда и ќе има уште поголем број на луѓе од нашата држава кои што ќе доаѓаат во посета на аквапаркот и со тоа и во посета на градот Пробиштип. Споменавте дека општината располага и со затворен училишен базен, па многу значајно е колку учениците го користат и да, потврда дека пливањето треба да биде достапно, подостапно за најмладите. Што правите во таа насока да биде отворен и достапен во текот на целата година? Точно е, Пробиштип има многу убав затворен базен во дел на школото Никола Карев, основно училиште. Овој базен, после одреден застој, повторно почна да работи. Морам да кажам дека е целосно реконструиран и има одлични услови за пливање. Работи од нова година и децата на часовите по физичко тренираат пливање, а со завршувањето на школската година, еве од 10-ти, веднаш почнуваме во организација на општина Пробиштип бесплатни курсеви по пливање со професионален тренер кој што ќе ги обучува нашите најмлади за почеток да научат правилно да пливаат, а од септември ќе почнеме со редовна школа за пливање која што сите заинтересирани ќе ја посетуваат во текот на целата година. Одлична најава за условите за сите да го користат затворениот базен и секако одлична можност за сите оние кои што сакаат пливање да го тренираат и да го учат овој спорт. Мораме да кажеме дека освен за рекреација, базените се важни за развојот на спортот, но и здравите животни навики кај младите. Какви се реакциите од граѓаните за оваа можност? Јас мислам дека Пробиштип со голема радост го дочека ова отварање и работење на базенот и пливачките школи, бидејќи реков и пред малку имаме голема традиција во тој дел. Многу од повозрастните знаат и имаат тренирано пливање во Пробиштип, а нашите најмлади од сега па натаму ќе се потрудиме да им овозможиме и добри услови и добри тренинзи за да знаат прво правилно да пливаат, после кои имаат таленти да продолжат и да се надпреваруваат. Меѓутоа, најважно од се е физичкото и менталното здравје, кое што пливањето како спорт го овозможува на сите, бидејќи сите знаат дека пливањето е еден од најздравите спортови. Морам да ве прашам во која насока, во кој правец се развива градот Пробиштип од урбанистички аспекти, кои се вашите приоритети како прв човек на општината во наредниот период или можеби кои се најзначајните инфраструктурни проекти што во периодов се реализираат во Пробиштип? Пробиштип од аспект на урбанизација е еден можеби од најурбанизираните градови во Македонија, бидејќи се работи за релативно нов град,
кој што е настанат после 50-тите години, после Втората светска војна, убаво инфраструктурно среден, но секогаш може повеќе и треба повеќе. Моите приоритети како градоначалник се да им овозможиме убави услови за живот на сите граѓани и да ги задржиме колку што е можно повеќе да останат да живеат и да работат во Пробиштип, бидејќи навистина Пробиштип од тој аспект е многу добро организиран град. Имаме одредени проблеми со кои што се соочуваме. Да, тоа сакав и да ве прашам, со кои предизвици најчесто се соочува локалната самоуправа во реализација на капиталните проекти? Капиталните проекти, според мене, успешно ги менаџираме и се добро решени. Има уште да се решаваат, меѓутоа, еден од најважните проекти, кој што е и мој приоритет, а мој приоритет е затоа што граѓаните го бараат тоа, е санација на старата јаловишна депонија. Тоа е еден објект кој што е оставен долги години, од 1976 година, се наоѓа непосредно до куќите каде што живеат луѓе, до центарот на градот и представува една жешка еколошка точка, го загадува и воздухот, и водата, и почвата, и штетно влијае на здравието на граѓаните, и тоа е приоритетот кој што мораме да го реализираме во овој мој мандат. Се разбира, со изнаоѓање на средства, бидејќи се работи за поголем објект, околу 10 милиони евра кошта целосната рекултивација на старата јаловишна депонија, меѓутоа за мене најважно е здравието на граѓаните и тоа е приоритет кој што мораме да го реализираме. И бидејќи најпрвин треба да го слушате гласот на граѓаните и нивните потреби, што најмногу им е потребно на граѓаните на Пробиштип денес? Дали подобра инфраструктура, нови јавни содржини или нешто друго? И еве уште едно прашање, каква е соработката со централната власт и меѓународните фондови во обезбедување нели средства за развојни проекти? Финансиите се најважни. Јас имам одлична комуникација со граѓаните и ќе продолжам да го слушам гласот на граѓаните, односно нивните барања. Секако, нивните барања се преклопуваат најчесто по приоритети ако ги редиме, меѓутоа опфаќаат повеќе области кои што се надлежност на општината. И во делот на инфраструктурата, меѓутоа и во делот на културата, во делот на спортот, на образованието, на здравството, на социјалната заштита и токму врз основа на овие барања ние ги правиме нашите програми, ги одредуваме приоритетите и така ги реализираме. Во моментот општина Пробиштип работи на повеќе инфраструктурни проекти, водоводи, улици, патишта до села и многу други кои што се исто така избрани од побарање на граѓаните, а ние како приоритетни ги реализираме. Во овој период имаме околу 20 поголеми инфраструктурни проекти кои што ги работиме. Најголем дел се од сопари кои што се дадени од страна на владата, и со тоа овој период, додека трае градежната сезона, се надевам успешно ќе ги сработиме сите овие проекти и ќе се подготвуваме за наредната програма која што ќе биде направена за 2027 година. И кога споменавте наредната програма, кои проекти очекувате да го променат ликот на Пробиштип во следните неколку години во насока нели на унапредување комплетно? За мене најважно е младите да останат во Пробиштип и токму затоа пристапуваме на еден посериозен проект, а тоа е проект кој што ги допира младите. Правиме урбанизација на една локација каде што ќе направиме, да кажам, населба за млади брачни парови со посебни услови, со најниски можни цени на продажба на земјиштето, символични, со комплетна инфраструктура направено, да ги ослободиме да плаќаат комунали со цел без да даваат дополнителни трошоци да можат да направат сопствен дом. Тоа е еден од приоритетите, исто така поврзано со тоа е и индустријскиот развој, односно економскиот развој на нашата општина, отварање на нови работни места, а тоа значи нова индустријска зона за лесна и незагадувачка индустрија, привлекување на други инвеститори, а целта е зголемување на стандардот и подобрување на условите за живот на граѓаните. За крај, бидејќи кажавте дека сакате младите да останат да живеат во општината, која ќе биде вашата порака за граѓаните за идниот развој и перспективата на општина Пробиштип? Мојата порака до граѓаните на општина Пробиштип ќе биде
да бидат сигурни дека нашата општина ќе се развива многу повеќе отколку што се развиваше до сега. Ќе го вратиме сјајот на општина Пробиштип како една од во бивша Југославија најразвиените општини, по стандард после Велење во Словенија, втора во Југославија, и сега нашиот приоритет е да бидеме повторно први, да имаме највисок стандард, а тоа ќе им обезбеди убави услови за живот на сите што живеат таму, а на оние што се раселени и селени, секогаш им е отворена вратата да дојдат во нивната општина. Ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам успешна реализација на планираните проекти. Се договоривме ќе дојдеме летово во Пробиштип да уживаме во аквапаркот и сите содржини кои што ги нудите. Ви благодарам многу на поканата и ве очекувам во Пробиштип. Ви благодарам.